iPhone 18 Pro добива подебел модул за камера. Најновите инсайдерски информации потврдуваат значајни хардверски измени кај предстојниот модел iPhone 18 Pro со фокус на унапредување на оптиката. Подебела камера, поради вградување на променлива бленда и механички делови за контрола на светлината, испакнувањето за камерата на задната страна ќе биде подебело за околу 2 мм. Уредот ќе биде и неколку грама потежок, со што Apple ја препушта тенкоста како приоритет на серијата iPhone Edge. Есенска премиера за премиум моделите, напредните модели iPhone 18 Pro, Pro Max и новиот iPhone Ultra ќе бидат представени во вообичаениот термин во септември. Пролетен бранд за поевтините уреди, по пристапните модели iPhone 18, iPhone 18 и iPhone Air 2 ќе дебитираат дури следната пролет, што овозможува на компанијата на есен да се фокусира на најскапите уреди. Артемис 3 тестирање во орбитата наместо слетување на месечината. НАСА го објави 4-члениот екипаж за мисијата Артемис 3 за 2027 година. Поради доцнење на лендерот Starship на SpaceX, астронаутите нема да слетаат на месечината, туку во ниската земјина орбита ќе тестираат приклучување со прототипни летала и нови вселенски одела. Првото слетување со луѓе се одложува за 2028 година со Артемис 4. Тек на мисијата и нови одела, екипажот, предводен од командантот Ренди Бресник, ќе помине 2 недели во капсулата Орион. При тоа ќе бидат тестирани новите вселенски одела изработени од компанијата Axiom Space во соработка со модната куќа Прада. Технички предизвици. Покрај бавниот напредок на SpaceX, дополнителен проблем за лунарната програма е сериозното оштетување на лансирниот комплекс на Blue Origin по експлозија на ракета на 28 мај 2026 година, што го загрозува развојот на нивниот лендер Blue Moon 2. Вселенска трка. Крајната цел на НАСА е воспоставување база на месечината до средината на 2030 години. Ова е клучно за одржување на предноста пред Кина, која планира своје екипажно слетување на месечината до 2030 година.